Трка за пари предстои меѓу општините од регионот. На Центарот за развој тие му понудили 11 проекти вредни над 3 милиони евра, но можност за финансирање државата има само за 2. Колектор за фекална канализација во Будинарци и спортско-рекреативна зона покрај Брегалница, Берово се надева на 34,9 милиони. Виница бара околу 34 милиони за регулација на Градечка река и нова киносала. Делчево очекува 19 милиони за покривање на делотрошоците за затворениот пазар. За канали за наводнување и каскади, Зрновци нуди проект вреден 8 милиони денари. За патот од Пантелеј до Рајчани-Кочани очекува 16,8 милиони денари. Пехчево и Годинава очекува дека со пари од државата ќе го доизгради патот до индустријската зона Чуката, вреден 11,7 милиони. Со 20,7 милиони денари, Чешиново-Блешево се надева дека ќе изгради пречистителна станица во Уларци. Штип очекува зелено светло за проект вреден 17,6 милиони за сообраќајниот метеж и средување на организираноста на слободен проток по главните и споредни улици во централното градско подрачје. А Македонска каменица нуди проект вреден 32 милиони денари за изградба на водоснабдителен систем во село Моштица. Сите проекти несомнено се вредни и потребни за граѓаните, но пари од државата има само за 2. Веројатно предност ќе имаат само 2, и тоа проектите на Виница и Македонска каменица. Меѓутоа секогаш оставаме да има уште 1 до 2 проекти кои што ќе бидат предложени од страна на Советот. Во случај да на електронската аукција останат заштедени средства, во тој случај тие да бидат наменети за наредниот позитивно оценет проект. Сепак проектот на каменица е многу поскап од она што државата планира да им даде на општините. Дали тоа во прашање ќе ја доведе неговата реализација? Проектот е во вредност од 58 милиони денари, меѓутоа ќе се реализира еден дел од проектот во вредност од околу 27 милиони денари. Поради обемноста на проектот и во зависност од висината на средствата кои ќе ни бидат одобрени за реализација, општина Македонска каменица е подготвена и за кофинансирање на истиот. Со реализација на овој проект ќе се реши деценијски проблем, но и ќе се обезбеди иден развој на селото и дополнителна мотивација младите своите живеалишта да ги градат во селото, што е и наша програмска определба. Годинава со пари од Бирото за регионален развој започна изградбата на музеот за ретки минерали во Пробиштип, уредување на коритото на Брегалница во Берово, втората фаза од етнопаркот во Зрновци и канализациона мрежа во Чешиново-Блешево.